Театарот е жива материја кој како уметност беше, а и се уште е доста погоден од пандемијата. Театарските куќи се соочија со намалена продукција на представи, а и спонзорите беа преокупирани со своите економски проблеми, така што ланското 55-то издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински конечно ќе се одржи во наредните 8 дена согласно сите актуелни здравствени протоколи, вели уметничката директорка на фестивалот Катерина Коцевска. Ние имавме реално, значи не од по наш избор, забрана март, април и мај да пробаме и да играме. Тоа се најактивните месеци во театарот, кога се работи. Значи ние работевме, правевме помали форми, се трудевме, значи по она што ни беше наложено, со одредено време траење на представа. Се разбира дека театарот е најмногу допрен со ова. Да се разбереме, кога велам театар, зборувам за уметностите. Според неа, втор проблем бил и тоа што сега на театрите им недостасуваат и собствени средства. Тешко е, не може у таа форма, не можеме да направиме 5 премиери. Значи, можеме да направиме 2. Има еден друг проблем. Немаме сега собствени средства, затоа што 30% публика ние не можеме да платиме основното. На пролонгираното 55-то издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински, чиј старт беше синоќа, ќе бидат прикажани вкупно 13 представи од речиси сите македонски театарски куќи, со задолжително почитување на сите здравствени протоколи за публиката. Годинашни добитници на наградата за животно дело се актерите Емил Рубен и Благоја Чоревски, како и сценографот Крсте Джидров. Фестивалот започна со представата Мој термин во изведба на Македонскиот народен театар од Скопје, а во неговите рамки ќе се одржуваат и промоции на нова театарска литература, како и трибина на неизбежната тема Театарот во COVID-19, проблеми и решенија. Инаку Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински, кој е единствен од тој вид кај нас, во изминатите години традиционално се одржуваше на почетокот од јуни, но заради пандемијата лани и годинава таа традиција беше прекината, па овој пат ќе се одржи од 1 до 8 октомври.